Уште еднаш добро вечер во ова петочно издание на емисијата Заспи, ако може, знаете, секој работен ден плюс сабота од 22:30 веднаш по вестите на Алфа. Најавата за ова емисија на социјалните мрежи гласи вака: завршува јавниот повик за набавка на респиратори, но дали Македонија и Сонив ќе биде подготвена за најлошото? Кога заболените треба да бидат ставени на механичка вентилација? Овие теми и за многу други заедно со мојот колега Драган Милосавлевиќ ќе разговараме вечерва со доктор Никола Шиков, специјалист за анестезија, интензивно лекување и реанимација од клиничката болница Аџибадем Систина. Најпрви добро вечер за да. И благодарам што дојдовте вечерва да засниме дел од работите. Дел од вашите колеги со кои што комуницираме претходно некако се плашат, избегнуваат да зборуваат на овие теми, се работи навистина за специфичен период, веројатно секој искажан збор кој што може да доведе до некаква дезинформација, веројатно е причината зошто голем дел вашите колеги се плашат, но вие излеговте во пресред во интерес на јавност секако. На јавност затоа што се работи за светски проблем и некои работи што треба заедно со вас да ги објасниме на јавноста околу нашата работа, работата на анестезиолозите и лекарите во интензивното лекување во решавањето на овој светски проблем. Да. Тоа зборуваме со колегата Милосавлевиќ, кога станува збор за лекари, анестезиолози, реаниматори, луѓе кои се занимаваат со интензивно лекување, меѓународот се зборува подобро да не дојдеш во таа фаза. За жал, Македонија се соочува со опасност да се влезе во таква фаза каде што ќе нема доволно респиратори, ќе нема доволно болнички легла, ќе нема доволно можеби лекови. Се не сакам да креам паника, меѓутоа подобро да се плашиме од да се подготвуваме за нешто отколку да биде лабаво. Македонија, јас мислам, се надевам дека може да се соочи со овој проблем. Меѓутоа, ајде да оставиме малку Иван да ви дадеме време да се аклиматизирате во студиото. На почетокот Драган Милосавлевиќ ќе сака да пренесе, тоа е заеднички став, да пренесеме една ситуација, навистина се случи денеска во знак на солидарност со нашите колеги, не само од Канал 5, со сите медиуми во државата, сакаме да посочиме на една крајна непринципиелна политика, да речам, на владата во однос на дискриминација на новинарите. Имено, за што се работи? Лидерите на двете политички партии, Зоран Заев, најголеми политички партии во Македонија, и Христијан Мицковски, беа тестирани, откако нашиот колега Гоце Михајловски излезе дека е позитивен и носител на коронавирусот. А тие се сретнале со него пред неколку дена? Да, за време на интервјуата, и државата веднаш излезе во пресред кон лидерите на политичките партии, тие се тестирани, ставени во изолација. За жал, за нашите колеги не важи овој пристав, Драган. Па да, така излегува. На денеска социјалните мрежи вријат, меѓутоа и меѓу нашите колеги постојано се зборува токму на оваа тема, што мислам дека е наистина крајно непринципиелна, секоја чест и почет за високите функционери. Меѓутоа пред законот и пред здравството сме сите исти, ми се чини. А ако можеше веднаш да се направат тестови и да се провери за високите личности, веројатно можеше и за колегите на Гоце Михайловски, кои што исто така биле во допир со него и кои што исто така стрепат за своето здравје. Така што од тој аспект ние само можеме да им посакаме добро здравје, да се држат сите заедно, целата наша фела и воопшто целата јавност и да се бориме понатаму. И по можност да апелираме да се тестираат сите наши колеги за да знаат точно на што се работи, да продолжат со работа, се разбира, но да се тестираат за да знаеме, за да нема изненадувања во иднина, не само за нашите колеги, за сите граѓани, се разбира. Апсолутно. И во контекст на ова, сега морам тука да го спомнам, еден наш колега, Сречко Поповски, од 360, извинувам, емисијата на Алсат телевизија, еден наслов на Алсат, на 360 емисијата, сакам да го прикажа ако може нашата режија. Крајно индикативен наслов. Резултатот од тестот на Заев се очекува околу 16 часот, сега заседава за стените власти. Во продолжение на текстот се зборува дека кога ќе биде откриено дали Заев е позитивен или негативен, тогаш ќе заседава владата и ќе расправа по ова прашање. Навистина е нејасно зошто владата да расправа за граѓанинот Зоран Заев, кој е лидер на политичка партија. Тој не врши во моментов никаква државна функција и навистина ова за мене е крајно навредливо. Зошто владата би расправала за тоа дали Заев е позитивен или негативен, фала Богу дека е добар, меѓутоа владата не би смело. Драгане, ова е моје мислење, не знам дали се согласуваш или не е важно. Или сме сите исти пред законот, од председателот на државата до, да не употребам најпоследниот
граѓанин во затвор или не знам каде, или да кажеме дека има овдека разлика. За состојбата во затворите е посебна приказна. Апсолутно. Нешто за што ќе расправа ми се чини Комисијата за превенција од тортура во Советот на Европа во Страсбур. Знаеме дека таму почина еден човек вчера кој што не се ни знаеше дека боледел од коронавирусот. Според моите информации бил во келија со 4 други затвореници. Дали се направени тестови таму, наистина не успеав да разберам. Дека се направени, дека им се земени брисеви на 30 луѓе што биле во негова близина, претпоставам и затвореници и полицајци, претпоставам дека и полицајци, и дека се го чуваат резултатите, затворениците побараа нели одредени услови, подобрување на системот, проверки и така натаму, се надевам дека навистина државата и нив ќе им излезе во пресата. Да. Тука допрва ми се чини дека ќе треба да има соодветни истраги за да се види каква е ситуацијата и како воопшто можел затвореник да се зарази со дали да му земем уште малку на доктор Шиков од времето предвидено за него да проговориме за темата која што вчера ја начнавме околу можноста за постоење на корупција кај луѓето што се во државен карантин. Имено ние имаме информација дека еден човек од еден карантин вчера или завчера бил пуштен по ургенција на висок државен функционер. Така, се работи за информација која што се разбира властите ќе ја потврдат или не, меѓутоа ние сметаме за релевантна, имено за што се работи женско лице кое што се вратило се од авион од Швајцарија, заедно со други повратници од странство и кое било сместено во државен карантин во хотелот Попова Шапка. Заедно со малолетната ќерка, која што во случајов еве да речеме дека не игра улога. Во неделата на 5 април, според нашите информации, се пожалило на одредени тегоби и веднаш потоа со медицинско возило било пренесено во болница во Тетово. Меѓутоа таму било заклучено дека лицето е здраво, дека нема не коронавирус, него воопшто е здраво и веднаш било вратено во Попова Шапка, значи во карантинот во кој што требаа да биде. Меѓутоа што се случило? Според информации од карантинот, истото попладне дошло ново медицинско возило, овој пат со штипски регистрации, а тоа е нели во Тетовско, и ова лице го пренело во неговиот град, односно во Радовиш. Алфа поседува и го поседува значи и името и презимето на лицето за кое што станува збор, исто така и адресата на која што живее, не гледаме потреба сега тоа да го објавуваме. Меѓутоа, во карантинот меѓу луѓето се створило незадоволство затоа што освен што е забрането само по себе некој да го напушти карантинот пред време, пред да помене тоа не 14 дена, се зборува на големо меѓу луѓето што таму и кои што мора да останат таму уште една недела, дека ова лице дали со помош на пари, со врски, преку висок функционер, било ослободено, практично ослободено, можеби зборот ослободено е погрешен, да се врати дома, иако би морало да остане во карантина. Па, мислам дека е добро јавно да го поставиме ова прашање и да се чекаме одговори од надлежните, затоа што надвор од сите закони е лице кое што се наоѓа во карантин по враќање од странство, да биде пуштено од таму пред да помине времето кое што е задолжено за такво нешто, односно цели 14 дена. Да. И сега се вратиме на темата директно поврзана со нашиот гостин, доктор Никола Шиков, специјалист по анестезиологија, интензивно лекување и реанимација од клиничката болница Аџибадем Систина. Уште еднаш благодарам што дојдовте вечерва со нас. Ми се чини дека некаде во овие моменти буквално завршува јавниот тендер кој што беше објавен пред 72 часа од страна на владата за набавка на 200, максимум 200 респиратори по цена од 25.000 евра, но не влегуваме тука во административните аспекти, сакаме околу здравствените аспекти пред се да поразговараме. Министерот Филипче за здравство пред месец ден отприлика рече дека Македонија има 120 респиратори на располагање. Тоа би било вкупно во идеална ситуација некаде околу 320 купно, со тоа што имаше дека би добиле некаква донација од држави, мито за сега нема ништо конкретно. Да тргнеме од бројката 120, само да прашам колку има во Аџибадем Систина од 120? 30. Една четвртина, значи од расположивите средства на Македонија се во приватната болница Аџибадем Систина. Доктор Шиков,
најлошата варијанта е 120, со тоа што има уште една полоша варијанта, според моите информации, сакај вас не знам каква е ситуацијата, дел од овие респиратори пред известен период биле загадени, да кажам така, од бактерија, од мрса, тоа се зборуваше и беше објавено по медиумите, зборувам сега за државната болница. Колку од овие вие работевте на Карил, Сега да сум се работеле претходно, работевте таму, ги знаете добро состојбите, колку објективно има на располагање Македонија за болните од COVID-19? Мислам дека тоа се работи значи со сосема стерилни услови, дезинфицирана опрема, има специјални филтри кои што се 99,99% го филтрираат воздухот така што не доаѓа во предвид, не се загадени апаратите, значи после употреба дури на дневна база се менуваат системот на црева, системот на филтри, така што не доаѓа, мислам сите тие што се наведени дека се работат или не работат, меѓутоа не станува збор дека се тие инфицирани и да биле значи се менуваат цревата, се менуваат филтрите, тие се значи спремни за употреба за пациентот 100% безбедни. Така, значи тука не треба, тие Не. шпекулации треба да се Тие се елиминираат. шпекулации, Тие тие се- 120 се Значи за располагање сите, апсолутно, да. освен тие што зафатени од други лежачки Други болни, лежачки така. болни, да, затоа што треба да сватиме дека освен COVID-19 болеста која што е поврзана со коронавирусот, постојат и други, луѓето се болни и од други болести. Значи секојдневно се вршат и оперативни зафати, луѓе се раѓаат, се употребуваат значи вентилаторите, апаратите во операционите сали и во интензивните неги се користат и за други пациенти, не се само за пациентите кои што е во проблемот. Има услови да се поделат пациентите од ковид Па имат, индивидуално значи, секаде. Во приватните болници претпоставам дека има повеќе. Значи, според препораките, јас се трудам секојдневно да ги пратам информациите од Министерството за здравство и ги пратам. Значи, има препорака од министерот да се работат значи итните неодложни интервенции, интервенциите кои што може да почекаат така наречените елективни случаи, во моментот се на стендбај. Значи се интервенира, се оперира само таму кај што е неопходно, каде што нема време да се чека. Ајде сега се фатиме директно за коронавирусот, ако дозволуваш, Горан. Може ли да не објасни, докторе, мислам дека ова е баш круцијално прашање. Кога еден пациент што е болен од коронавирус се донесува одлука од докторите дека треба да се стави на респиратор? Особено затоа што има меѓу експертите подоли околу ова прашање, дури и професорот што беше кај нас Вело Марковски следеше дека не мора баш толку многу да се користат респираторите. Секој момент, значи не секој ден, него секој момент има нови препораки. Ова пандемијата изби најпрво во Кина и колегите од Кина донесоа препораки со стриктни протоколи околу механичката вентилација, кога пациентот треба да се стави на респиратор, зашто, како да се наместат параметрите на респираторот, колку би траело таа механичка вентилација. Меѓутоа, има во последно време трудови од сериозни научни сериозни трудови базирани на лекувањето на пациентите со препораките на колегите од Кина и колегите од Европа, посебно значи доктор што е долги години работи во областа на интензивната медицина и респираторната терапија, Гутинони, од кој што помага во лекувањето на болните во Северна Италија, даде еден сосема нов концепт во респираторна терапија кај пациентите со кои што им е потребна значи респираторна нега. Се покажало значи доколку се применува тој кинески метод, каде што има стриктни протоколи, пациентите се третираат како пациенти тешки со препораки за вентилација на пациенти со тешки форми на адултен респираторен дистрес синдром, смртност оди до 60%. А колегата со својата работа во интензивните неги во Северна Италија, посебно во Торино,
успеале во некои болници да ја намалат смртноста и дури неверојатно и до 0% во интензивните неги кај пациенти кај кои им е потребна респираторна терапија. Да, и во Кина имаше еден таков случај. Трите големи болници во Вухан, во двете имаше огромна смртност, 55-60%, а во едната имаше, ми се чини, Да. 1%. Од што зависи? Сега се поделени, значи, според секојдневните трудови, научни трудови што излегуваат од колегите од Северна Европа, а почна и од Америка, дека постојат два типа на пациенти. Кај едните пациенти треба да се оди малку по-конзервативно. Тие, значи, со испитувањата рентгенска слика на бели дроби, компјутерска томографија, проценка, секој пациент треба индивидуално да се процени, кај нив е доволно само кислородна поддршка. Значи не е потребно да се стават веднаш на механичка вентилација. Се прави проценка, значи секој дневно и секој пациент се третира како посебна единка, не влегуваат сите во тој протокол. Во протокол. Така да кажете ми што значи да се стават само на кислородна поддршка, доволно е, значи, лицева маска, значи се оди литражата на има литри во минута колку се пушта кислород. Значи колку им е потребно толку се дава кислород. Ако тоа не е задоволително, секојдневно, мислам секој час се земаат параметри, се гледа колку имаме процент на кислород во крвта и се оди значи поагресивно одат прво, значи, на кислородна поддршка, се зголемува литражата на кислород. Ако тоа не е доволно, има методи на така наречена неинвазивна вентилација. Таа може да оди со неинвазивна вентилација, значи не е тоа е еден степен под респираторот од најкритичната точка, од најкритичната точка. Значи едната група пациенти може да се однесуваат како да се на голема надморска височина, над 2400 метри надморска височина, како една ја сметаат колегите дека тие имаат глад за воздух без големи промени во паренхимот на белите дробови. Кај тие пациенти не треба да се оди агресивно, сметаат колегите според најновите истражувања, туку треба да се почне постепено да тој нивен глад за воздух да се надомести. Затоа што колку што е добра оваа механичка вентилација, колку е добар респираторот, од една страна, а од друга страна, значи тој може да направи сериозни проблеми затоа што тоа е сосема артифицијално дишење, прави тој оштетување на белите дробови. Другата група и во исто време претпоставам дека можноста за организмот самиот да се подготви за битка, да се регенира, ја намалува значително затоа што машината му дава во таа група е докажано дека ако ние настапиме агресивно со поставување на цевка во дишните патишта, со високи притисоци кои што ќе овозможат ширење на белите дробови, да се навлезе доволно количество кислород и да се исфрли аглеродниот диоксид, можеме да направиме повеќе штета отколку што се кори. Тие се нови испитувања, првите излегоа, значи, крајот на март, сега сме веќе почетокот на април, има се повеќе и повеќе трудови кај што пациентите веќе се поделени во две групи. Едната група кои што се побаруваат помалку инвазивен третман, отколку другата група кои што од старт одат со лоша гасна размена, лош квалитет на белите дробови и таму овие неинвазивни методи не можат да ни помогнат и тие тогаш побаруваат према параметрите. Апсолутна индикација е поставена за вештачко дишење со помош на респиратор. Една од студиите што ги читав деновиве, подготувајќи се за оваа емисија, но за мене една најтешките емисии за да можам да се подготвам да поставам соодветни прашања, студија на кинески научници кои што раскажуваат за кейс стади од Вухан, за неколку пациенти повеќе кои што при направената обдукција откако тие починале, биле поставени на респиратори, се видело дека респираторите не можеле воопшто да им помогнат затоа што нивните бели дробови биле преполнени со шлајм. Таа е таа втора група на пациенти кај кои што видете сега и од првата група многу лесно, мислам, треба да се следи во секој час состојбата на пациентот. Тие не се поделени групи стриктно, едните се значи преминува едната група
многу често овие што се полесни пациенти преминуваат и во таа потешка група кој што од старт захтеваат побаруваат механичка вентилација. Што се случува? Тешко оштетување на белите дробови, има фази во оштетувањето на белиот дроб. Меѓутоа има стадиум кога оштетувањето на белиот дроб е иреверзибилно, тоа значи неповратно, значи комплетно белиот дроб доаѓа во фаза која што ние веќе не можеме да му помогнеме со машините за вештачко дишење. И белите дробови значи се исполнуваат со тие хиелини мембрани, значи ја губат својата нормална конзистенција, практично стануваат тие се воздушести, ја губат комплетно воздуша, стануваат многу тешки, по конзистенција дури наликуваат на црн дроб. Тука веќе не може да се таа фаза од болеста не може да се врати назад. Да, тоа е веќе критичната фаза, но уште еднашка може ли да се вратиме? Кога е најдобро да се стави пациентот, колку постои одлука се стави на респиратор? Така народски кажано, се вие го објаснивте голем дел од Да, колегата Гатинони кажува дека проблем е што голем дел од колегите кои што работат во интензивна нега научени се да работат по протоколи. Не, мислам во целиот свет. Научени се стриктно да се држат по протоколи. И он ни советува на лекарите од интензивно лекување да излеземе малку од тој протокол и да го наблюдуваме пациентот од секоја минута, секој час и да ги следиме неговите параметри. Во моментот, кога значи тоа како се прави, се взимаат гасни анализи, се мери колку проценти има кислород во крвта, колку проценти има аглеротен диоксид, се мерат други параметри. Кога пациентот веќе со овие неинвазивни методи, како што рековме, довод на кислороден на лицева маска, назален продолжеток, неинвазивна вентилација, гледавме, сигурно сте гледале тие видеата од што излега од интензивните неги во Италија, Шпанија, сега и од Соединетите американски држави. Голем дел од тие пациенти се со тие шлемови за неинвазивна вентилација. Во моментот кога и покрај сите мерки што се превземаат за да го намалиме гладот на организмот за кислород, ако сето тоа конзервативно што го правиме не може да го направиме, сликата на белите дробови најдобро потврдено со компјутерска томографија ни укажува дека е голем дел од белиот дроб е оштетен, пациентите веќе не можат на овој конзервативен начин да ги третираме, треба да преминеме кон другата фаза. Така. Може ли сега вака, професоре, бидејќи навистина станува многу доктор, да. Многу станува интересен разговоров, впрочем како и секоја емисија, меѓутоа овдека посебно. Ние имаме работа со нестандарден вирус, да. Па со самото тоа логично е дека и протоколите би требало да бидат нестандардни. Односно да се надминуваат и докторите доносат практично сами одлуки. Дали добро ве разбирам? Советот значи до сега се работеше значи мора да се има протокол за работа. Не може меѓутоа ако вирусот се однесува поинаку од стандардите, тогаш дали ве принудува? Значи денеска пред да дојдам во емисијата гледав исто предавање од професор од Австралија. Тој дури поставува прашање дали се работи за проблеми не само проблеми во алвеолите, во оние места каде што се врши гасната размена, туку во микроциркулацијата на белите дробови. Дека тука всушност е васкуларен проблем, се запушуваат микроциркулацијата, не може, значи дишењето е очувано, меѓутоа крвта не може да го прими кислородот кој што доаѓа од така. Вирусот значи има сознание дека освен врз белите дробови действува и врз срцето, действува и значи голем процент има тешко срцево оштетување и умираат значи од срцева слабост. Им треба значи поддршка на кардиоциркулаторниот систем. Голем дел има некој нов во последно време нов симптом, губат осет за мирис, за вкус. Дури некој значи има и неуротропе, значи действува вирусот и врз нервното ткиво. Дури има трудови кај што докторите се прашуваат, постуваат сомнеш дека вирусот действува директно врз центрите за дишење, кардиоциркулаторна функција кои се наоѓаат во мозокот. Така што е многу комплексно. Тука се поставува едно прашање кое што е навистина, како е возможно овој вирус да е надвор од сите познати
досега пракси, од цело се познато досега. Зборот ми е, вие практично како доктори морате во од да учите што треба да правите, и ова го прават доктори, фактички овие како се вика трудови се ги прават доктори кои што буквално на лице место се соочуваат со. Секојдневно се излегуваат, не секојдневно, секој час, и ние се трудиме, значи, па како е можможно тоа да се следи? Тоа ми е зборот, тоа е премногу брзо, премногу е се споделуваат, има, значи, групи на социјалните мрежи каде што се вклучени лекари, анестезиолози, интензивисти од Балканот, од Европа, од светски рамки, и во секоја минута се има информации кои што се трудиме да ги аплицирате кај нас. Да, имаше една студија што ја прочитав минатата недела, американска, од врвни американски научници, каде што испитувањето на да не сгрешам, геномот или не знам, составот на вирусот покажал дека има 8 различни подвидови, односно соеви, ако добро ги Па преведувам. денеска кинезите излегува па дека има два различни типа. Едниот е помалку помалку опасен од другиот, и се они се насочени во испитувањето на тој што е поагресивниот тип на. Значи секојдневно има различни информации, треба да одбереме што е, треба да се снајдеме во тој мал милион податоци, да одбереме тоа што е најдобро за да бидеме успешни во лекување. Но докторе, вие ова све е теорија. Извини го што се мешам, но ова е се теорија, а меѓутоа вие во пракса имате човек пред себе, чиј што живот е загрозен, и вие треба веднаш во главата да ги имате сите овие постановки на докторите што имаат искуство, и треба врз нив да донесете одлука на која се очекува ќе му спасти животот или не. И препораката, значи последните препораки, значи да се држиме до протоколите, меѓутоа да го гледаме секој пациент посебно со него и да делуваме, значи, спрема параметрите, спрема мерливите параметри, затоа што се работи врз база на мерење, значи за да дајме некоја терапија, нешто треба да измериме. Не треба, значи, за сите пациенти ист пристап, него да се индивидуализира пристапот, секој пациент спрема неговите параметри со одветна терапија. Некоја прифатена, значи, терапија за овој вирус нема, значи Што станува со хлорокинот, така добро? Значи јас пратам доста. Јужна Кореја има еден протокол, Јапонија има друг протокол, Кина има своји протоколи. Сепак прашањево е повеќе упатено, значи, кон колегите инфектолози, затоа што тие се всушност првата линија во борбата против здравствената криза, коронавирусот. Добро, така е, меѓутоа повторно ќе речем, многу читаме во последно време, се разбира сите ние, не само ние, сите граѓани, да. Интересно е што за вирусот се појави сега една расна теорија. Има една теорија дека хлорокинот, тој лек што е познат како лек против маларија, кој што сега се препорачува, се користи дури во некои германски болници, подобро влијае кај луѓето од жолтата раса, а полошо влијае кај луѓето од белата раса. Имаше сега и исто во Соединетите Американски држави дека повеќе афроамериканците се зафатени од вирусот. Сепак мислам дека е многу кратко времето за да даваме такви, за да кажеме која со сигурност. Со сигурност. Многу е битно, значи, придружните фактори, какво е нивната претходна здравствена состојба, евентуалните коморбидитети кои што ги имаат. Значи, не мислам дека во моментот не може да се не може да се тврди, да. И прашањето исто и беше интересно, зошто претежно, значи, висок морталитет има кај повозрасната популација. Да. Меѓутоа има во случаи каде што има и млади здрави особи кои што за жал не може да се изборат со вирусот и покрај целокупната терапија. Значи има исто две теории, се уште не е разјаснато која е точна. Според кинеските искуства, тие сметаат дека многу е битна експозицијата, значи кога некој
и експозицијата, честотата, колку некој често е во контакт со тој вирус и колку кое количество вирус ќе го внесе човекот во себе. Ако е многу голем број на вириони влезат во организмот, се смета дека ќе се развие потешка клиничка слика и дека нема да можеме да се избориме. Од друга страна, па Imperial College од Лондон смета дека тоа е се не го отфрлат теоријата на кинезите дека од количеството на вирусот кој што ќе го внесеме зависи тежината на клиничка слика, меѓутоа сепак сметаат дека дел зависи од нашата генетска мапа, односно секој организам, секој има различен имунолошки систем и различно реагира кон вирусите. Например, кај еден herpes simplex вирус, најме сите ќе ни излезе некоја промена на усните и на лицево и лечел, дали ќе се лечи или нема да се лечи, поминува за 7 дена. Меѓутоа некој ова безазлена инфекција, која што речиси 90% од народот ја има, предизвикува сериозни, воспаленија на мозокот, сериозни, тие се наречени herpes simplex енцефалити, попратени со грчеви и дури и фатални последици. Меѓутоа се е во фаза на испитување, и се уште нема точно дефинирано што е всушност прецизно точно што да се каже што е што. Да, и тука во контекст на едно прашање кое што и јас самиот си го поставам, луѓето практично не умираат од вирусот, умираат од други причини. Тој го сретна во неколку извештаи студии, тој така наречен multi-organ failure, значи како да кажам, нефункционалност на повеќе органи во организмот. Да. Меѓу другите причини, нели? Да, добро, multi-organ failure има различни синоними, за народски кажано, повеќе системи се зафатени со болеста, колку повеќе системи, толку поголема смртност. Ова откажувањето на повеќе органски системи или multi-organ failure е главна причина за смрт во интензивните неги, оди од 30 до 100% во зависност од колку органски системи се зафатени. Има еден простор, една рамка во која што ние можеме да дадеме подршка на органските системи. Тука на централен нервен систем, кардиоваскуларен систем, респираторен систем, црн дроб, бубрези, систем на коагулација, меѓутоа тоа сме ограничени временска рамка. Доколку не успееме сите овие промени патофизиолошки во организмот да ги запреме тие, еден по друг органски систем се зафаќаат, има таму скоринг систем, колку е повисок скорот, толку се одиме погоре со леталитетот. Така. Околу временската рамка, ова е повеќе математика, меѓутоа многу практично прашање. Споменавме на почетокот, Македонија во моментов има 120 респиратори, се очекува, уште 200 најавни, повик што вечерва заврши, додека трае емисијава, се очекуваат неколку донации, по 50 најави владата, се уште тоа нема ништо конкретно, меѓутоа еве, да речеме дека има 120, во моментов има десетина, се не знам точно колку се денеска, десетина во критична состојба. Го прашувам ова, што ќе се случи доколку останеме на 120 респиратори во државата, а бројот на луѓе во критична состојба се зголемува и дојде до таа бројка од 120, со тоа што дел од нив се веќе зафатени од други болни, нели? Еве да речеме 100. Го прашувам ова за да се направи математика околу времетраењето на луѓето кои што ќе бидат поставени на респиратори. Според тоа што јас го читав, 2, 3, 4 недели се движи тој период и се што правиме ако тие бидат зафатени 100 респиратори, а ние во меѓувреме за тие 2, 3, 4 недели дојдеме до 150 до 200 критични случаи, што ќе правиме со тие луѓе? Видете вака, ние бевме меѓу првите земји тука на Балкан, мислам во Европа, нашето Министерство за здравство превзема навремени сериозни мерки за социјално дистанцирање, самоизолација, карантин, со цел да се спречи тој експоненцијален раст на заразени пациенти и таа крива на инфекција да не биде толку нагла како што беше ситуацијата во Италија, Шпанија, сега во Соединетите Американски држави.
кај нас сега за сега се движат работите во позитивна насока. Значи нема тој експоненцијален раст на заболени, нема толку пациенти кои што побаруваат интензивно лекување, затоа што тоа е огромен проблем и кај И поразвиени и кај земји. многу поразвиени земји. Например, според бројот на интензивни места, на прво место е Соединетите Американски држави со околу 34 интензивни места на 100.000 жители, а Британија со 6,6 интензивни места, Италија, Шпанија, Франција се сите сите се околу 20. Германија е со ако е Америка 34, они се со 29 интензивни места на 100.000 жители. Добро, докторе, што направи Италија во случајот? Кога дојдоа преголем број на пациенти, Да. мораа да бираат и практично ги оставија постарите луѓе на милост и немилост на судбината. Староста е филозофско прашање. Затоа што пациент на 90 години не е, според мене, не е битно дали имам јас 80, 90 години, 102, битен е квалитетот на животот пред да се разболи човекот. Значи, не е возможно, значи нас лекарската етика не дозволува Па и на да... него му се живее, како и да е. Значи, битен е квалитетот на животот на тој возрастен човек. Ако тој имал сосема задоволителен, значи ако можел сам да си ги извршува животните функции без, значи здравјето е човекот бил здрав, не е возраста во моментот, не е пресуден фактор за да направиш селекција. Не е возможно да се направи селекција во интензивни. Проблем е ако ние имаме 120 пациенти на респиратор, и уште 300 пациенти побаруваат. Еве видите Германија со правилна политика успеа дел од пациентите кои што се од Италија, Франција, дури имам податок дека и денеска се превземаат пациенти затоа што имаат правилна здравствена политика, ги превземаат критичните болни пациенти затоа што имаат место. Од Шпанија и Италија ги преземаат во Германија. Да. Тоа е Германија, мислам, колку и да звучи ова. Неколку дена. Меѓутоа тоа е Германија. Уште едно прашање кое што би ме замолили да го поставиме од наши гледачи е дали може да го искоментирате во текот на емисијата на писање на прашањето, да го искоментирате со односот помеѓу вкупната бројка на луѓе што починале од коронавирусот и вкупната бројка на луѓе што се опоравени. Кај нас тоа е денеска 32 луѓе Починати. Со 20 денешни починати, а 41 човек, значи малку, колку 25% повеќе од тие што се починати се опоравиле. Кај сите други земји, со Словачка гледам тука 20 починати, 23 опоравени, Босна од регионот 36, 129 опоравени, Видете Словенија. Да, Дали се работи за должината на инкубацијата, подоцна е дојдено кај нас или пак се работи за нешто друго? Значи тие статистики пробав да ги Во Хрватска например 21 починат, 231 опоравен. Еве не е сличен. Статистиката има една груба статистика во Кина, леталитетот баш зборев и со колегите во груба статистика 3,4%, затоа што таму се смета дека веќе они полека излегуваат, прават некои статистики 3,4% морталитет. Иако Кина не е секојаш за верување, затоа што има и такви теории дека голем дел од информациите се кријат од јавноста. Во Италија стига до 10. Сепак и уште не е точно, не се знае кој е, зашто е толку висок процент во некои земји. Се сметаше порано дека Италија има највозрасно население во Европа, меѓутоа сепак потребни се сериозни научни истражувања за да се потврди причината. Јас сум среќен што со овие мерки кои што ги превземе Министерството, во моментот кај нас е ситуацијата значи под контрола и се надам дека така ќе продолжи и радосен сум што еве сите се придржуваме кој социјално дистанцирање, се придржуваме до мерките кои што ги превземе Министерството, затоа што видете што се случи во
прв пример беше Италија, Потоа и па Шпанија, Шпанија, да. Франција, Америка, кај нас се надевам дека нема да дојдеме до тој Да. стадиум. И во Италија Драган веќе отиде на 12-13%. Добро. Тој е доктор Никола Шиков, специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување од клиничката болница Аџибаден Систина, со кој што разговараме за аспектите на, како да го наречам, финалното, најкритичното лекување, да речам. Разговорот го продолжуваме веднаш по кратката пауза за реклами. Серијата Украден живот ќе ја гледате веднаш по ова емисија, која што се разбира повторно посветена на битката со коронавирусот. Овде во студиото на Заспи ако можеш е доктор Никола Шиков, специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување од клиничката болница Аџибаден Систина. Доктор Шиков, едно незгодно прашање како за човек што доаѓа од приватна болница. Во јавноста честопат има критики дека приватните болници немаат толку многу голема општествена одговорност, дека не инвестираат во пример инфективни или ургентни оделенија затоа што таму нема пари, и лошо за имиџот на болниците кога ќе починат луѓе, дека таа улога некако природно не само кај нас, дека секаде им се предава на државните болници. Но според моите информации вие веќе ќе наскоро ќе станете лидер на токму една ваква подинституција, да речеме, во Аџибаден Систина, кој што ќе се занимава со овие најтешки состојби. Уште од самиот почеток на оваа корона криза во Македонија, нашиот менеджмент и болницата се стави сите ресурси на болницата, персонал, техничко-технолошки, просторно ги стави на располагање на Министерството за здравство. 150 кревети, ако не се лажам, дадовте, и се останато што има. Значи, овие беше понудено и прифатено мерките за државниот карантин. И таму беше персонал од комплетно беа покриени од Аџибаден Систина. Ние сме во постојан контакт со Министерството за здравство, како што кажав, значи уште од самиот старт, значи стоиме на апсолутно располагање на здравствениот систем на Македонија. Ние сме прва болница која што беше JCI акредитирана, што е JCI, значи тоа е ние сме акредитирани по највисоки светски стандарди и со сите процедури и протоколи за највисока безбедност на пациентите. Сега, минатата година, бевме и реакредитирани од истата организација. Во болницата, значи, и претходно имало инфективни. Нашиот закон за здравство не дозволува болницата да третира инфективни заболувања. Меѓутоа, ние сме спремни, има сите услови болницата за третман на вакви пациенти. Сепак, ќе кажам, во соработка со Министерството за здравство, кое што треба да ни помогне, затоа што во болницата нема, поради тоа што законот не дозволува, нема запослено инфектолог. Меѓутоа, ние имаме, значи, на секојдневна база поддршка од колегите инфектолози, сме имале и ќе имаме пациенти на кои што Државните клиники доаѓаат кај вас за вакви случаи, така? Значи имаме помош, да, од инфектолози вработени во јавното здравство, да. Така. Добро. Што е тоа што вие како најголема приватна здравствена установа, да кажам, во Македонија, можете да го направите подобро од тоа што го прави државното здравство? Што е тоа што вие го давате во смисла, можеби на наука, можеби, иако и државното здравство се разбира има врвни експерти, научници, што е тоа што може од вас да научи државното здравство? Значи, Сте работели таму и ги знаете разлики. Да. Значи, јас сум излезен од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, таму е базата. Значи, во болницата со овие, значи, со стандардизацијата која што е еднаш помината, па сега е и реакредитирана болницата,
ги исполнува значи сите светски стандарди во лекување на секаков тип пациенти. Не значи не можам сакам да кажам дека ние стоиме на располагање на Министерството за здравство во секој момент за да помогнеме во ситуација. Имаме се што е потребно за третманот на и на критично болните пациенти за кои што Министерството би побарало помош од нашата болница. Беше поентата околу прашањето дали можеби официјално од вас побарано помош, поддршка да се вклучите и вие во некаква работна група, затоа што повеќе умови повеќе знаат. Вие сте дел од меѓународен конзорциум каде што претпоставувам дека науката е на многу повисоко ниво на системско повисоко. Во момент секојдневно сме во контакт со Министерството за здравство и очекуваме насоки од, значи ние сме спремни да помогнеме. Така, нема да станува збор тука да зборуваме сега за проблемот со тестовите, или за проблем со тоа, меѓутоа вие нема да ви инволвираме во тој дел од разговорот. Може да споделам со вашите гледачи дека вчера имав еден мој постар пријател побара комуникација со Аџибадем Систина за да направи од тие фамозни тестови, нели? Единствена болница каде што два типа се прават и рапид тест, тој што е серумски тест, и се прави PCR метода со ова што е молекуларниот со брис. Тоа е PCR методата, таа што ја користи и Институтот за јавно здравје, претпоставам таа истата, а ова другата е нешто што е практично забрането да го рекламирате. Тоа го видов според се обидов да најдам комуникација на интернет каде да се јави човекот и потрошив за 5 минути, не можев да видам ни една реклама и комуникација каде да се јави човекот за да ги плати тие 1200 денари, мислам дека беа. Добро, интересно е дека тие тестови се сепак во Холандија се признаени од државата. Тие се од Холандија, да, не само таму во Саудитска Арабија. FDA, значи Food and Drug Administration ги препорачува за масовен скрининг на населението. Се употребуваат во Велика Британија, и во соседството Србија, Бугарија, Холандија, Велика Британија, значи во голем број земји. Ние сме единствените кои што ги имаме и двата теста. Да. Тука само да ве прашам околу тестовите, иако не ви е велика специјалност, значи голем број од населението нема симптоми. Односно асимптоматски. Дали и тие дали масовното тестирање ќе помогне овие луѓе кои што немаат никакви симптоми да покажат дека го имаат коронавирусот, за потоа практично самите да знаат да се тргнат од... Апсолутно. Значи, за тоа се постои рапид тест, се прават масовни скрининг методи, значи да се подобро масовно да се тестираат за да можеме потоа и со другата метода да потврдиме дали навистина така. Да. Иако во неколку наврати дури тие тестови на Институт за јавно здравје, примерот со Кумановката што почина, двата теста направени, тие молекуларни тестови покажа сепак ви кажувам, значи негативен наод за после да се покаже дека нејасноти има околу овој нов коронавирус, понекогаш е потребно и повеќе кратно тестирање. Затоа велам, тој примерот со Кумановката е најдобар. Дури тие молекуларни тестови на јавно здравје два пати беа негативни, да не сгрешам, а после третиот пат мортем постхумно беше утврдено дека таа е позитивна. Вие сте здравствени работници, разбирам, како лекар, деновиве слушаме многу информации и Драган завчера кажа една информација директно инфективната клиника, дека голем дел здравствените работници читаме секојдневно и на социјалните мрежи дека бараат заштитна опрема. Каква е состојбата во вашата клиника Аџибадем Систина? Вие за сега немате... Јас, како што кажав и пред малку, значи, комплетно сме способни да одговориме на предизвикот во третманот на болест. Значи, ги има сите заштитни средства кои што се потребни за заштита на персоналот, затоа што, како што кажа и во Министерството за здравство, и јас сум еден од тие на списокот 200 анестезиолози, 450 сестри. Ако не го заштитиме персоналот, нема после кој да помага на болните. Значи, пред се и персоналот е на прво место и пациентите. Сакам да кажам, значи, ги имаме сите заштитни средства кои што се неопходни за заштита на персоналот во третманот на
пациентите заболени од коронавирус. Така, од прилика имате ли представа за колкав број на луѓе стручни во Македонија се работи како лекари, медицински сестри, техничари кои што би можеле да работат со овие очекувани 320 респиратори во државата? Има ли доволен број на луѓе? Според информациите од Министерството за здравство, 200 анестезиолози, 450 обучени медицински сестри. Што би дошло, медицински сестри може да работат на респираторите? Обучени медицински сестри, значи, баш 600 луѓе, значи да. отприлика во 3 смени може да работат 200 респиратори без проблем. Тоа би било некој максимум Така би смисла било. на кадар се проста математика. Значи треба за тоа да се заштити персоналот за да можат тие за да не излезат од стројот, за да не се доведеме во ситуација да нема кој да работи со апаратурата. Мислам, има други специјалности, меѓутоа исто е тоа кој анестезиолог со 2-3 дена обука да стане офталмолог. Разбирате? Да. Но во ваква ситуација во одредни тоа не е исклучено. Пред неколку дена видов едно видео на мислечина хрватскиот министер за здравство кој што постуваше, односно веќе беше направен системот за кислороден довод за една мислечини клиниката дали Ребро беше во Загреб, не сум сигурен, сега една од големите загребски клиники, токму за респираторите кои што треба да бидат ставени во погон. Каква е ситуацијата во Македонија? Ние ќе донесеме респиратори, но ќе има ли доволно кислород за сите тие пациенти? Тоа беше едно од прашањето за кое што ме интересираше дали сме спремни тука. Според со нашата техничка служба, по технички гасови Скопје е наш добавувач, мислам не само наш, него и за јавното здравство, нема никакви проблеми со кислород. Тука зборуваме се за 30 респиратори. Да. Аџи Бадем Систина, но што правиме ако Не, останат 90? според информацијата што ја побарав јас од колегите од техничката служба, рекоа дека и они се распрашале, значи никаков проблем со количините на кислород. Респиратори 500 добиеме, нели? Така ќе. Таа информацијата што ја мене ме интересираше, таа ми ја кажа. Уште едно техничко прашање. Што правиме со, и логично, не е само техничко, што правиме со кислородот кој што ќе го издишуваат пациентите од тие 300 да речеме респиратори, каде ќе оди тој? Имаме ли таква можност за да тој се канализира, негде да се филтрира или да се става на Значи, сигурно? како што кажавме тогаш на почеток ме прашавте за инфицирани машини што е небулоза. Мислам, тоа што секој лажни информации, лажни вести, значи на тие системите што одат од машината за вештачко дишење до пациентот, се става филтри кои што 99,99 прават пропуштање, нема, значи експираторниот воздух Да, што тој што се издишува, тој останува тука. Останува филтерот, тие се менуваат, значи на дневна база 2 пати се менуваат филтрите, нема или може и почесто да се менуваат, не е никаков проблем. Во Аџи Бадем Систина, ако дојде ситуација да примате вие заболени од ковид да ги третирате, што ќе се случи? Ќе ги третирате еден тим ќе работи само со ваков вид на болни или ќе се мешат? Веќе има направено значи значи посебни екипи, посебен персонал кој што значи нема да се меша со другите пациенти и со другите вработени. Да. Има Претпоставам дека тој протокол ќе биде и во другите клиники, од државното здравство, иако таму е многу Значи, потешко. ние сме комплетно веќе подготвени со посебни тимови, со посебен дел од болницата, така што нема да има никакво мешање нити на персоналот, нити на пациентите. Така. Вечерва нема да можеме да зборуваме на многу други теми. Драган, иако имаме огромен број на прашања на нашите гледачи, ќе се обидиме тоа да го сториме утре во утришното издание на емисијата. 23:30 треба да завршуваме, може да завршим збор. Јас, еве, само на кратко да кажам една работа која што секако ќе биде многу важна деновиве, имено онаа 79 годишна жена и незиниот син што почина во Велес. Беа пронајдени нивните посмртни останки за жал на 6 април и кај господјата, кај починатата жена е откриено присуство на коронавирусот. Меѓутоа, што е интересно, оваа жена и незиниот син, заради специфичноста на нивниот живот, социјален и така натаму, биле последен пат видени во јавност практично во декември. Така што не се исклучува можноста дека жената и незиниот син починале дури во јануари. Ако е тоа вистина, а жената го имала коронавирусот, произлегува дека можеби коронавирусот пристигнал во Македонија многу порано од она што го знаеме официјално на 26 февруари од страна на господја од Италија што се врати. Дури и министерот Филипче не отфрла таа можност. Да.
Тоа е така прилично. Па имаше и еден германски колега, многу гледано на социјалните мрежи, кажа пред да се откријат тестоите не знаевме за која болест се работи. Токму така. И имаме една последна вест за крај, ужасно кратка, значи добра вест од Европа. Чешкиот министер за здравје Адам Војтех соопшти дека Чешка, практично како прва држава во Европа, успеа да го спречи најлошото и го запре неконтролираното ширење на коронавирусот. И веќе се подготвува за враќање во нормала. Ајде да провериме само уште да најдеме Чешка веднаш со колку. Во овој момент, според нивните информации, на еден заболен доаѓа уште еден плюс заболен, а претходно просекот бил 2,64. Поради тоа сметаат дека најсилното ниво е надминато и сега полека државата ќе може да се врати во нормала. Иако предупредува дека и треба недели, па дури и месеци за она комплетно враќање на целиот социјален живот како што треба. Да. Тоа треба да биде индикација и за нас. Да, овде кај за сега најсериозна ситуацијата во САД, таму галопирачки раст, 27.000 нови случаи за 24 часа, 1739 мртви, Шпанија и Италија се намали. Како што кажавме во моментот, во последен податок, дека во моментот на Соединетите држави им недостасуваат 17.000 интензивни места. Мислам, да. Интензивно лекување 17.000. Големо прашање како е возможно тоа во во таа држава, меѓутоа еве. Па да, еве имаше налог, дури можно е Трамп, американскиот претседател, да даде налог според соодветни војни закони, дел од индустријата да се пренасочи Тоа тоа веќе и почна, да. Да, до сега беше барање, а сега може да биде И наредба, извршна наредба која што мора да се почитува, иако денеска читав еден извештај на Financial Times, се чини исклучително тешко е да се с големи бројот на респиратори, многу период меѓу 6 и 18 месеци, нешто што ќе биде страшно и за Македонија е опасно заради тоа што никој веќе не продава респиратори. Ќе видиме што ќе се случи, рековме пред малку заврши тој јавниот повик каде што се бара 200 респиратори, навистина интересно да видиме која фирма ветила или најавила дека може да ги обезбеди тие респиратори, но тоа ќе го дознаеме во текот на утрешниот ден. Никола Шиков, доктор специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување во клиничката болница Аџибадем Систина, ви благодариме што бевте вечерва со нас. За поканата. Да, што објасниме дел од работите за нашите гледачи, сите не интересира што се случува и во најкритичните фази. Драјан Милославлевич заврши работната недела, иако за голем дел од македонските граѓани веќе со недели Незавршено. Не работни се сите Почна денови. полицискиот час кој што ќе трае 60 часа вкупно. Да, до петок. Што им оставам на гледаните да имаат добро здравје и да гледаат по можност Алфа телевизија. Да. Особено заспи ако можеш. Да, заспи ако можеш утре во 22:30 повторно, а сега, што не е претходно, една од најгледаните, најдобрите бугарски серии Украден живот веднаш по нашата емисија. Пријатна вечер.